From Israel. I was born in Bitola. Јас сум Сара Калдерон Гудман, родена во Битола. Моите родители избегаја од Битола на 10 март 43 година, значи пред погромот, и заминаја преку граница во Грција. Татко ми се врати да учествува во партизаните и за да помогне овдека. Значи татко ми се обиде да ја земе мајка ми преку езерото со брод, уште еден човек, меѓутоа германските офицери ги приметија и пукаја на нив и не успеа во намерата. Мојата мајка и нејзиниот брат беа одведени, како и другите од Кожани, беа одведени од германците 44-та година, му беа ставени броеви, беа одведени во еден па потоа и во други концентрациони логори. На крајот од 1000 жени преживеа само 30-тина, кога американците пристигнаа и ги ослободија. Значи мајка ми од логорот во Австрија се врати во Битола, а татко ми веќе беше во Битола во партизаните и на враќање назад се враќаше со воз и нивната прва практично среда се случи кога се разминаа двата возови. Тоа прв пат се видеа затоа што ни едниот ни другиот не знаеше дали другиот преживеел. First of all, we are here. Тука ќе кажеше дека победив и дека сега имам ново семејство, затоа што го изгубив целото претходно свое семејство. Осетив, се расплакаја како прво. Мислам, неколку пати им дојде солзи на очите, гледаја, покушаваја да замислат и велеа дека одиме по стапките кај што некогаш седеле дедо ми, татко ми, мајка ми и така натаму. Нејзините сеќавања се посебно значајни, бидејќи мајка и ги пренесе и со мајка и беа дојдени тука и ги гледаја местата каде што таа израснала и така натаму. И да видите интересна работа, кај сите, посебно кај неа и кај сестрите од Венецуела и од Америка, велат осеќаме нешто кој да ни е познато. Нешто не врзува, не знам да го опиша тоа истото, а тоа истото го видов, имав прилика да видам минатата година и кај Сара Ароесте, ја знаете приказната и за неа, исто и таа тоа го почувствува, ама го почувствуваа и биточани кога ја слушнаа низината изведба. Идејата е значи за нашите младите од гимназијата Јосип Брз Тито од Битола да ги споиме на овој семинар и да разговараме за важното прашање од минатото од историјата за депортацијата на евреите и да работиме на помирувањето и особено на историско помирување и нормално тука ни е посебно драго што се сретнавме со Сарале и која ќе биде дел од семинарот и ќе сведочи за тоа време. Започувајќи од денешните активности, па во наредните неколку денови со завршување на централната активност која ќе биде организирана во недела во 12 часот, каде што делегација од општина Битола, делегација од Собранието на Република Македонија и делегација од владата на Република Македонија ќе бидат присутни на маршот кој ќе биде организиран со почеток во 12 часот. Тоа ќе биде една симулација, односно марш кој ќе биде организиран од плоштадот Магнолија до железничката станица, со тоа да се означи символички депортацијата на евреите во општина Битола пред која се реализирала пред 75 години. Со општина Битола дава дополнителен акцент на мултикултурното значење на градот и символика да тоа повеќе не се повтори и да ги зачуваме историските белези кои се во општина Битола, кои даваат дополнителна вредност како град кој многу години на нас живеел. I think it's important to reconciliate between the relationship between Macedonian and Germans. It's important to remember, and also that that this is in the mind of all Youth people in Germany and also in Macedonia. It's from all Youth and all people. Искрено се чувствувам прилично возбудено. Се придружив главно од причини што во Битола, во Македонија и во светот има многу приказни кои што се заборавени, историја која што е избришана. Искрено не сакам повеќе истории да се загуби и повеќе приказни да се заборават.
и затоа работам на проектов и се обидувам да внесам што е можно повеќе луѓе во проектот, со цел да зачуваме еден дел од историјата на Битола, кој што ми е роден град, и историјата на Македонија и пошироко од повеќе народи од светот. Tag und ein neuer Morgen, my soul, worship His holy name.